Селата во Македонија, Ореше. Основач на селото Ореше е дедо Дамјан, родом од селото Росоки, Дебарско. На млади години бил кеја кај еден бег во Цариград. Еднаш бегот се пофалил пред една од неговите анамки дека има тапија од султанот за некаков голем имот кој ќе го направи многу богат и ја покажал тапијата. Дамјан го слушнал нивниот разговор, па го следел бегот каде ќе ја скрие тапијата и за да му се одмазди за неговото лошо поведение кон него, му ја украл тапијата и избегал. Тој со тапијата долго време скитал, без да смее да се појави во родниот крај. Дури скитајќи од село на село, не пристигнал во селото Капиново. Во тоа село се спријателил со жителот Стефан и останал да живее во неговата куќа. По престојот од околу 2 години кај него, од жал за родниот крај, Дамјан тешко се разболел и за да излекува својата болест, морал да замине во родниот крај. Стигнал во Росоки, поживеал малку со родителите и се верил за една селска девојка. Но и родниот крај не го задржал. Тогаш почувствувал тага за планината Бабуна и на својата вереница и соопштил дека откако ќе се земат, ќе заминат да живеат во еден многу бав крај далеко од нивното село. Штом за тоа слушнале домашните на девојката, неја веќе забраниле да се гледа со својот вереник и тој сам заминал за Капиново. Цели 3 години ајдутувал и во еден судир со арнаутите арами бил тешко ранет и едва стигнал до Капиново, каде што благодарение на пријателските грижи на Стефан бил спасен. Чистиот планински воздух благотворно влијал врз Дамјан и тој го благословувал Бога за овој райски пристан. Дамјан, наполно што му оздравел, конечно решил да се насели во близината на Капиново и макар што неговиот пријател Стефан го молил да остане да работи на неговиот имот, тој решил да создаде свое пријатно катче близу до некоја река, таму да изгради своја колипка и да работи на сопствен имот. Во него се појавила мислата да засели ново селце, карактерна црта на мијачкиот народ, кој тежне кон свој простор за своето семејство и заедно со својот пријател Стефан почнал да ја бара ветената земја. Оделе околу Стровија, но не му се допаднало местото. Оделе и кон Маргари, но и таму не му се допаднало. На враќање, минувајќи низ планината Даутица, кога почнале да слегуваат по течението на Орешка река и кога стигнале до местото каде што денес се наоѓа селото Ореше, Дамјан застанал од чудесната убавина пред нив. Тогаш на тоа место имало само едно бачило, на кое кејаја бил некој си Орешко. Пријателите застанале. Дамјан бил восхитен од убавата планина, штедро напојувана од обилната бистра Орешка река и решил тука да се насели и тука да го изгради својот дом. Му се допаднало тоа катче, таа мала котлина заобиколена од сите страни со големи планини, покриени со бокова и дабова шума и наводнувани од многуштво бујни планински потоци, кои ги распрскуваат водите низ планинските сочни ливади. Во таа котлина со помош на Стефан и кеајата Орешко, Дамјан изградил своја куќа. И кога исполни својата заветна приказна, се видел осамен и мислата почнала да му бега кон селото Росоки, по неговата прва љубов. Домашните на неговата избраничка слушнале за неговите ајдучки подвизи и збор не давале да се каже во нивната куќа за Дамјан. Откако не му ја дале невестата, Дамјан со неколкумина другари ајдути влегува во Росоки, ја грабнува избраничката и одведува во својот нов дом и со неа се венчава во село Капиново. Така, ајдукот Дамјан во својот дом донел домаќинка од својот роден крај, зашто како мијак, тој по секоја цена сакал да ја задржи старата племенска традиција и да се ожени за девојка од мијачко потекло.
По настанувањето на новото село, за да не живее осамен, Дамјан почнува да ги убедува своите блиски роднини да се населат во неговото село. По долги убедувања, во селото дошле Китан од Могорче, а потоа и неколку семејства од дебарските села Лазарополе, Гари и Галичник, кои од зулумите на арнаутските банди избегале од родните села. Во знак на благодарност кон момокот Орешко, кој несебично им помагал на новодојденците. Новото село мијаците го нарекле Ореше. Набргу потоа, поради зулумите на арнаутите, од Лазарополе со семејството доаѓаде до Чупче. Покусиот престој во село Ореше, нему му се допаднало друго место за селиште и се населува на 4 до 5 километри подалеку од Ореше. Од село Могорче пристигнал и дедо Митре, таткото на поп Илија, подоцнежен свештеник во село Папрадиште. За една година, новото село веќе броело 10 куќи, кои поради изобилието на папрад, доселениците го нарекле Папрадиште. Населувањето на селата Ореше и Папрадиште се случиле на крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век. Тие две селца по неколку поколенија доста се прошириле, а со својата особеност во носијата и со дебарските навики и обичаи, многу се разликувале од селаните во другите велешки села – Орешани и Папрадишани. Се гордеа со своето мијачко потекло, зашто смета дека нивното старо племе мијаци во секој поглед е на повисоко стопало од останатите македонски племиња. Тие слепо се придржуваат на својата мијачка носија, особено жените, и со запазени обичаи, навики, предања и наречието на своите дебарски предци. Тие се големи сепаратисти и не се посватуваат со населението од околните села од барсијачките племиња. Со својот сепаратизам, мијаците од Ореше и Папрадиште одат до таму, што ако в село им влезе човек од околните села, децата прибегуваат кај мајка си или кај татка си, соопштувајќи им непријатна вест. Леле мајко, брз јак дојде.